СЈО останува дел од јавното обвинителство. Тоа е една од главните точки на законското решение кое како предлог денеска помина на владина седница. Така се обезбедува на тамошно функционирање на институцијата која во изминатите години процесуираше низа предмети поврзани со незаконски дејства што произлегува од нелегално прислушуваните разговори. Предлогот предвидува специјалниот јавен обвинител да му одговара на јавниот обвинител, но при тоа да не му се загрози неговата автономија. СЈО останува надлежно да постапува за кривичните дела кои се поврзани и кои произлегуваат од неовластеното следење на комуникациите за периодот од 2008 до 2015 година, за кои се поднесени обвиненија или отворени истраги, како и за преземените предмети за кои е воспоставена надлежност. Премиерот очекува законот за кој е потребно двотретинско мнозинство да биде усвоен во собранието. Јас очекувам дека по овој закон треба и мора да се постигне консензус, заради тоа што е донесено јавното обвинителство со консензус. Секако, има секако вид на очекување, но редот е, кога сите заедно сме го основале, да му дадеме и насока, со помош на партнерите од Европската Унија и Соединетите Американски држави кои што ни понудаа стручна експертиза околу ова прашање, направивме прекрасно законско решение. Опозицијата, чии членови и високи функционери, вклучувајќи го и екс-лидерот Бегалец Груевски, се цел на истрагите на СЈО, најави дека нема лесно да оди процесот на усогласување на ставовите. Ние ќе треба да го погледнеме, нашите правни експерти да го погледнат законот и веднаш потоа ќе излеземе со став нормално по тоа прашање. До сега знаеме дека СЈО беше само предмет, инструмент за уцени, политички прогон, така да не се сомневаме дека и понатака би било истото, меѓутоа сепак да го добиеме законот, да го разгледаат, да го погледнат нашите правни експерти, да се разговара на него. Коалицијската ДУИ соопшти дека го поддржува законското решение кое претходно е усогласено на партиско ниво. Предлог законот предвидува дека актуелната обвинителка Јанева има право да продолжи да врши функцијата една година по усвојувањето на законот, како и тоа дека новото СЈО ќе продолжи да ги спроведува обвиненијата покренати по 30 јуни 2017 кои ги опфаќаат, например, предметите против бизнисменот Орце Камчев и дел од случаите против поранешниот врв на ВМРО ДПМНЕ. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.